Тутун. Тутунот е од родот на кратколисни растенија од фамилијата зрнци, по потекло од Северна и Јужна Америка. Тутуновото семе се расејува по површината на почвата, бидејќи тоа рати на светлина. Во колонијална Вирџинија, насадите се ѓубреле со дрвен пепел или животинско ѓубриво, често коњски измет во прашок. Потоа, насадот се покривал со гранки за заштита на фиданките од мраз. Вака, тие се оставале да растат до април. Денес во САД, за разлика од другите земји, тутунот се ѓубри со минерален апатит, со цел растението да се изгладне за азот, што ја менува аромата на тутунот. Ова, заедно со употребата на сладолед и други адитиви, го објаснува поразличниот вкус на американските цигари од оние од други земји. Од кога растенијата ќе достигнат одредена големина, тие се садат во поле. Ова првобитно се изведувало со правење на дупка во изораната земја со колче, пошто малото растение се сместувало во таа дупка. Во доцниот 19 и раниот 20 век е конструирана различна механизација за автоматизација на оваа постапка, имено отварање на бразди, ѓубрење и поставување на растението во неа, сето наеднаш. Тутунот може да се бере на два начина. Според најстарата метода, целото стебло се сече со закривен нож. Во 19 век, светолистниот тутун почнал да се бере лист по лист, од долу нагоре, како што зреат листовите. Така стеблата доживуваат неколку берби пред да бидат конечно обрани. Вака листовите се ставале на санки кои ги влечале мулиња. Подоцна, за оваа намена почнале да се користат трактори, кои ги превезувале листовите до направата, така наречена нижачка. Некои земјоделци користат трактори со приколки, каде качените работници ја делат работата на кинење, нижење и врзување на тутунот. Исечените растенија или набраните листови веднаш се пренесуваат во амбари за тутун, каде тие се сушат. Методите на сушење зависат од видот на тутун и затоа амбарот е соодветно конструиран во зависност од тоа. За воздушно сушење, тутунот се обесува во добро проветрени амбари и се чека неколку недели за тој да се исуши. За сушење на оган пак, тутунот се обесува во големи амбари, каде се одржува оган од тврдо дрво кој тлее. Кај сушењето на пламеник, тутунот првобитно се нижал на стапови, кои потоа биле обесувани во амбари. Овие амбари имаат пламеници кои водат од надворешно полнети ложишта, така сушејќи го тутунот со топлина без негово изложување на чад. Сушењето и подоцна, одлежувањето на тутунот, дава бавна оксидација и разложување на картеноидите во листовите. Ова прави известна смеса во тутунот и дава арома слична на сено, чај, розово масло или пак овошна арома која игра улога во глаткоста на пушењето. Скробот се претвора во шекер, што ги глицира белковините и оксидира во висши крајни производи на гликацијата, процес на карамелизација кој исто така додава вкус. Од кога тутунот ќе се исуши, тој се пренесува во склад за понатамошна дообработка. Ако тој бил во гранки, сега се вадат листовите. Потоа листовите се сортираат и се складираат според тоа. Тутунот порано се продавал во фатки, додека денеска највеќето тутун се балира пред продавање. Тутунот содржи никотин, силен невротоксин кој е особено опасен за инсектите. Секој начин на земање на тутун резултира со апсорбција на никотин во разни количества во крвотокот на уживателот и со време развиток на толеранција и зависност. Количеството на апсорбција, неговата честота
и брзина се тесно поврзани со мерата на зависност и толеранција која може да се создаде. Смртоносна доза на никотин има во половина пура или 3 цигари. Меѓутоа, само мал дел од никотинот во овие производи оди во чадот и речиси сите случаи на никотинско труење се резултат на концентрирани облици на состојката која се користи кај инсектицидите. Долготрајното пушење со себе носи ризици за развој на разни ракови и срцеви удари, како и тешки кардиоваскуларни и дишни болести. Пушењето може да доведе до значително пократок живот. Многу земји имаат забрана за пушење со цел за намалување на потенцијалната штета врз здравството како резултат на пушење